почитувани граѓани, представници на медиумите. Денешната наша пресконференција е реакција на вчера одржаната пресконференција на ДПМН од Неготино од господинот Петре Манчев. Почитувани господа од ДПМН, никако да ја сватите пораката која ви ја испраќаат граѓаните на Македонија. Пробавте со измислување на тиранска платформа, не успеавте. Па продолжите со наметнување на тезата дека некој ја продава Македонија со договорот за добрососедство со Република Бугарија и тоа не ви успеа. Сега се обидувате со нова лакрдија да ја замајувате јавност. Почитувани граѓани, денес повторно, јасно и гласно го кажуваме нашиот став. Република Македонија е транзитна земја за бегалците. Нито на територијата на Република Македонија ќе се градат станови, а најмалку на територијата на општина Неготино. Ги повикуваме луѓето од ДПМН и Неготино да престанат со ширење на лаги, манипулации и создавање на паника кај граѓаните. Господа од ДПМН, не обвинувате дека сме ја напуштиле седницата на Советот и дека сме бегале од дебата. Истовремено, не споменувате дека откако советничката група на СДСМ ја напушти седницата, во салата останавте 7 советници. Значи и двајца советници од ВМРО, ДПМН и коалицијата ја напуштиле седницата. Сакаме да ви порачаме дека наместо да покренувате дебата во Советот за прашања кои ниту општина Неготино, ниту Советот немаат надлежност, ајде да разговараме за секојдневните проблеми на неготинчани. Ајде, покренете дебата за водоснабдувањето во Неготино. Докаде стигнавме со подобрување на водоснабдувањето? Колега Манчев, градоначалникот Апостолов, на кого вие сте му нем послушник во Советот, од поодамна зборува дека рестрикциите на водата за пиење во Неготино се минати. А неготинчани и ден денес се соочуваат со секојдневни рестрикции на вода за пиење. Иако ја задолживте општина Неготино со кредит од 1 милион евра, неготинчани никако да го видат бенефитот од трошењето на тие средства. Полна ви е устата зборувајќи за владата на Република Македонија. Зборувајќи за владата, заборавите да кажете дека токму оваа влада, предводена од Зоран Заев, во овие 60 дена ги прави сите напори за исплата на заостанатите субвенции кон лозарите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство распиша оглас за доделување на земјоделско земјиште на користење на земјоделци. Распишан е оглас на владата за доделување на 10.000 евра за млади земјоделци. Ова се мерки на владата на Република Македонија кои ќе придонесат за повисок стандард на земјоделецот во општина Неготино и во Република Македонија. Овие политики, како и многуте други, ги гледаат и чувствуваат граѓаните на Неготино. Вашите погубни политики, неготинчани веќе ги видоа. Вашите катастрофални политики, неготинчани ќе ги казнат на 15 октомври. Благодарам.